Денес и утре православните христијани го слават Ѓурѓовден, денот посветен со името на светецот Ѓорги Победоносец, еден од големите христијански светители. За време на владењето на царот Диоклецијан, кој почнал да ги гони христијаните, било наредено сите христијани да бидат погубувани, но Ѓорги испаднал пред царот и кажал дека и тој е христијанин и така бил предаден на страшни маки. Бил биен, на градите му ставале тешки камења, нозите му ги врзувале на клада, со штици и со колце му ја дереле кожата, така целото негово тело постанувало како една рана. Во Штип, верниците на овој ден се собираат најмногу на чешмата посветена на Свети Ѓорги. Секој година доаѓаме, запалиме свекички за здравје, за добро, се е убаво. Кршиме си врпки, носиме дома и така. Додека за православните утре е Ѓурѓовден, за муслиманите е Едерлези, празник на пролетта. Значи, Ѓурѓовден е празник на ромите, меѓутоа не само на ромите, туку и на христијаните, со оглед на тоа дека Ѓорги бил спасител на ромите, ромите го прославуваат Ѓурѓовден токму поради тоа, но има уште една причина. Значи, Ѓурѓовден кај ромите се означува како доаѓање на пролета. Едно е заеднички за Ѓурѓовден и за Едерлези, јагнињата. Ке ги имали оваа година за сите? Не, и нема и пари. Поводот за славење е различен, но желбите и намерите за здравје и среќа се исти за сите.